Почитуван заменик министре, повторно жалам што ќе ги разочарате Охриѓани со одбивањето на амандманот, кој всушност е одраз на барањата и потребите кои јас ви ги пренесувам во нивно име. Жално е за едно туристичко место какво што е Трпејца во 21 век да зборуваме за септички јами, а од друга страна да се чукате во гради дека ќе развивате модерен, европски и уште каков не туризам. Верувам дека сите сте го посетиле селото Трпејца, во кое водата, иако е навидум најчиста, заради претерано исфрлање на отпадните води во езерото, туристите се соочуваат со појави за кои не би сакала да дискутирам овде, за да не си го деградирам селото Трпејца со сета негова убавина. Со денешното отфрлање на нашите амандмани, вие јасно се одрекувате од предизборните ветувања дека ќе сторите се за да ги вратите младите. Ве уверувам дека ситуацијата е алармантна. Се презадолжуваме, се губат работни места, младите заминуваат. Да се запрашаме сите заедно зошто заминуваат луѓето. Луѓето заминуваат затоа што сакаат да одат во средени системи каде што нема празни ветувања. Единствено решение да почнеме да ги враќаме и да ги задржуваме младите е да започнеме да создаваме поволен економски амбиент и да го развиваме туризмот, но тоа со вас е невозможно затоа што немате слух за потребите на граѓаните. Ве уверувам дека итно и неодложно е потребно возобновување на животот во Охрид, а тоа би се постигнало токму со заживување на туризмот за кој наведеното село има огромен потенцијал. Во спротивно, секоја политика и финансиска поддршка од државата, без претходно да бидат идентификувани сегментите каде таа финансиска поддршка би дала најдобри резултати во смисла на долгорочно подобрување на состојбите, е политика која ќе биде неуспешна и политика која никогаш нема да ги врати младите во Охрид и во Република Македонија воопшто. Кога сме кај младите, ќе истакнам уште една жалење за тоа што не ни се прифати амандманот со кој баравме изградба на станови за млади кадри за потребите на извозно ориентираните компании. И овој амандман исто така беше произлезен од директен разговор со менаџментот на компанија во Охрид, во кој од нас како нивни представници побара да се бориме и да ги пренесеме нивните барања и потреби. На таа средба, за жал, почитуваните колеги од Охрид, колешката Жаклина Лазареска и колегата Лазо Танески, иако беа поканети, не најдоа за сходно да дојдат и да поразговараме заедно со луѓето за потребите на луѓето кои носат странски директни инвестиции во Охрид и Македонија, што уште еднаш гласно говори за негрижата на власта, за враќање на младите, за економски развој, за развој на туризмот, за странски директни инвестиции, кои заради ваквиот ваш однос се на најниско можно ниво, како и за волјата да им се помогне на компаниите и да се има разбирање за барањата, проблемите и потребите на граѓаните на Охрид и Македонија. Во програмата Живот за сите во Охрид, конкретно за селото Трпејца, вашите први две ветувања беа, цитирам, да изградиме канализациона мрежа и да набавиме нови водоводни пумпи. Но кога се на хартија ветувањата се бесплатни. Заради ваквиот однос и игнорирањето на барањата од граѓаните, ни се иселуваат младите, тоне економијата, не можеме да говориме за локален економски развој, а камоли истиот да го наречеме одржлив. Ви благодарам. За реплика